Добро ви утро, добро дојдовте. Како што знаете, по Ја сакам Македонија, ние сме веднаш тука во студиото на Магазин. Утринскиот блок продолжува. Овој пат имаме една среќна и музичка среда со мојот гостин Александар Спасенцовски, поп пејач, од кој што објави една нова песна и ја освежи македонската сцена. До крај на свет е негово дело, бидејќи музиката и аранжманот се негови, а повеќе околу тимот за текстот и видеозаписот кој што ќе го видиме во продолжение, ќе ни раскаже токму тој како и за следните настапи, планови и проекти и како ќе го помине летово. За сето ова продолжение, па затоа останете со нас. Добро ти утро и добре дојде, Александар. Добро утро, добро ве најдов. Како си утрово наспан или оној ноќен живот и свирки не дозволува толку да се одмори човек? Па не, окей, денеска сум понаспан, така што сум спремен за разговор. Каков е периодов со свирки, со настапи? Гледам на вашите социјални мрежи дека доста објавувате. Да, малце е турбулентен, има доста работа, али тоа е супер, така што е одлично кога има работа, не се жалиме. Така е, настапувате периодов, гледам и за некои факултети, они апсолвентски забави, матурски, тоа значи дека од сега почнува оној период со најмногу ангажмани во годината? Да, па најчесто во пролет, нели, се тие сончеви убави денови кои што, нели, се слават и апсолвентски, и матури, и свадби, секакви видови на прослави, така што овој период е дефинитивно најтурбулентен и најзафатен за музичарите. И во декември, мислам дека ми кажа, и декември исто така. Пред новогодишно, да. Кога има повеќе забави. Паралелно работиш и на авторска музика, дали и на твојата бенд им се допадна новата песна? Па да, дефинитивно, они беа и меѓу првите што ја слушнаа песната, уште пред да излезе и од старт им се допадна дефинитивно. Така, дали ова ќе биде прво телевизиско појавување со оваа песна? Да. Со новата? Да, значи премиерно? Премиерно. Ќе го видиме и видеозаписот, веќе има некаде една-две недели, така? Мислам дека помина. Така, отприлика. Од видеозаписот, како си ти лично задоволен од целиот проект? Па јас сум искрено презадоволен, ги исполнив моите очекувања, тоа што сакав да го изреализирав, така што сум презадоволен од тоа како испадна крајниот продукт. Спотовите некако секој се подобар и подобар може да се каже. Па се надевам. Да, и навистина профи, што би рекле, изгледаат. Фала ти. Кој работеше, знам дека и ти исто имаш удел кога се снима нешто во режијата или во снимањето. Знам си снимал и спотови за други музичари. Да, најчесто се мешам во сите работи, што може и не е баш најпаметно. Ама да, во овој спот режијата и монтажата е моја. На сетот снимаше Стефан Стеди Flow, така му е уметничкото име. Имаше и доста дечки кои што беа околу, Митко, Кико, кои што помага во местењето на светло, фотографија, помага при снимањето, така што тимот за снимањето на спотот беше тој зад камерите. Така, освен тебе има и модел кој што се појавува во спотот, нели да ја дополни приказната. Ти бираше се тоа како ќе изгледа? Да, најчесто артистот бира како ќе изгледа моделот, нели, за да се вклопи во песната. Поздрав еве и до Мила и до сите дечки што беа на спотот, Андреј, Боки, Кико, Иле, стварно некако донесоа некоја жива енергија на спотот и многу беа кул и снимањето се одвиваше многу кул, многу интересно. Малце се задржавме, требаше околу 2-3 сати да траеше многу поише, али мислам дека на сите ни беше убаво и се забавувавме и затоа и траеше подолго. Да, задржувањето е предпоставувам поради добрата дружба. Да, дефинитивно. Текстот? Исто? Текстот е на Јована Лалчевска. Ова е втора наша соработка за текст. Така што сигурен сум дека ќе продолжи затоа што сум доста задоволен. Инаку песната која што и беше како првично демо пратена беше скроз различна песна и чим успеа на тоа да се снајде да напише текст и после да ја модифицираме, така што сигурно ќе ја соработуваме и понатака. Така ти ја направи музиката, ја создаде, нели, аранжманот. Така, да. Од каде оној фанк
призвук, панк стил? Тоа беше некоја твоја идеја, твоја Па замисла? да, и во претходните песни може да се слушне нешто такво, така што според тоа гледачите можат да осознаат дека тој ми е стилот. Да. Така што да, верувам дека до душа и следните две песни што ги спремам се во тој стил, за понатака ќе видим. Веќе спремаш две? Да. Кога ќе бидат тие објавени, во каков стил се тие? Дали имаш и спотови осмислено? Па неќам ништо да откривам затоа што не сум сигурен. Едната е кога ќе биде текст на Борис Какоринов, така што да, кога му ја пратив песната му реков, оваа песна ја треба да бидам детектив, па ти што мислиш понатака прави. Со приказна ќе биде со приказна ќе биде. Да, мислам дека ќе биде доста захтевен спотот, имам некоја поинаква замисла, позахтевна, така што не знам точно кога би се завршило. Музиката, аранжманот, текстот се више средени, треба само некои минимални финеси да се досредат. Али се чека на спотот, така што мислам дека ќе биде забрзо, али не ветувам ништо. Иако е нова, нели, песната и спотот, успеа ли досега некаде да ја испромовираш во живо, да ја отпееш на некој од твоите свирки и настапи или се уште е рано? Па најчесто моите песни уште пред да излезат ги знае мојот бенд, како што кажав, затоа што ги пеем уште пред да излезат. Така, пред публика. Да, пред публика. Браво. Најчесто сакам да видам како ќе изреагира публиката, иако не ја знае песната, нормално, пошто не е ни излезена. Ако видам дека луѓето играат и некако им се допаѓа ритамот, текстот, пробуваат да пофатат нешто, иако појма немаат која е песната, си викам, окей, супер е песнава, може да иде да се изведи, така што да, дефинитивно е отпеана веќе неколку пати песната. Така гледаш за секоја песна? Па најчесто. Да ја објавиш во однос на реакциите од публиката претходно? Па некогаш може и да нема реакција, зависи се од публиката, зависи од настанот, зависи од многу фактори, али ја пеам песната пред да излезе и сакам да видам како публиката ја прифаќа. Дали пред твоето музичко семејство, за кое што веќе сме зборувале, ја презентираш брат ти, татко ти, бидејќи претпоставувам тие ти се најголеми критичари кога е музиката? Да, фамилијата, мислам посебно пошто е музичка фамилија. И сите сме музичари, татко ми, брат ми, мојата девојка, мојата сна, и некако имаш многу мислења од сите страни, не можеш сите да ги прифатиш, али дефинитивно сите помагаат помалце и се дефинитивно најголеми критичари. Кога сме кај твојата девојка Јада, нели ја поздравуваме во оваа прилика. Апсолутно. Таа исто работи нели на своја авторска музика, па би те прашала и претходно ти имам прашано, но некој дует. Дали размислувате? Се спрема веќе кој знае колку време и валјда чим толку време се спрема нешто ќе биде опасно, така да ќе видиме. Јас не се откажувам. На секој гостување ќе те прашувам кога дует со Јана или спот. Иако имате заеднички спотови, нели? Таа се има појавено во твој спот, имаш снимано исто и нејзини спотови. Да, си имам и јас појавено. Мислам и фала Богу и нашите пријатели не се откажуваат, често не прашуваат, ајде ти извади песна, доста ми е више од твој, доста ми е више од сакам заедно. Али ќе биде сигурно за брзо. А особено што соработувате и позади камери, нели ти си имал снимано нејзини спотови, а вака и пред публика често настапувате нели заедно. Со вашиот бенд и мислам дека е веќе знак. Више мора, да имате и нешто ново. След пат онако кога дојде Незе каже, не само мене. Па и Незе имам прашано кога гостувал. Мислам дека последниот пат заедно ми бевте. Заедно бевме, Заедно гостувавте за некоја нели од новите песни. Така што ете што има материјал, веќе имаш подготвувано нешто ново, авторско, па може и со неа. Па валјда чим толку бараат и нашите пријатели и публиката, треба више нешто да се направи. Па и очекувањата се големи. Бидејќи години поминуваат веќе. Ке мора да пазиме што вадиме точно. Да, би сакал можеби некоја балада или побрза вака динамична песна. Или претходната баш оваа песна што иде моментално почнува како балада. Инаку да Јана го снимаше овој спот. На одмор? Да, на одмор во Грција, одлично се снајде. Морам да кажам дека ми е голема поддршка и дека во сите мои проекти ми помага. Тука пее и пратечи вокали на оваа песна, така што самиот момент дека никогаш не снимала
и се реши дека ќе помогне и станавме у 4 саат бајле на одмор кај што треба нели да одмориме. Е доста голема поддршка. Да го фатите изгри сонцето со време. Па не, тука има и ноќни снимки, кои што требаше нели да запалиме оган, па имаше некои бродови кои што поминуваа, па под стрес тука леле да не нешто полиција, да не, така што чим ги пројде сите овие моменти со мене и ми беше поддршка, значи поддршка ми. Не ви направил никој проблем за снимањето. Да, не имаше проблем. Одлично помина. Ќе спомна полиција па за тоа. Па не ли беше полиција, но знаеш кога баш во тие периоди во август се нели тие пожари кои што настануваат од топло или од било што. И тоа беа рибари кои што помина, ние запаливме многу мал оган кај што нема никаде да се прошири, пошто беше буквално на плажа, али самиот момент дека правиш нешто што можеби би можело да направи проблем, не е седно. Добре, се помина под контрола, вие сте совесни, верувам, одговорни. Дефинитивно, значи пред гледачите да кажеме, не правевме големи бели, не беше ништо намерно. Да. Спотот успешно се сними. А во однос пак на пратичките вокали, бидејќи спомнали пратички вокал, за оваа песна имаше исто женски вокали за најновата? Да, за оваа песна е Ана Петановска. Почесто соработуваме со нејзе, она е одличен вокал, стварно има и идеја како да се дополни песната и да се направи поинтересна, така што сега за сега со Јана и Јана. Да, со Јана и Јана. А имате заеднички настапи со Ана? Никогаш сте имале вака во живот? Не, до сега сме немале. Она има свој бенд, ние имаме наш бенд, така што еден ден можеби на некој настан заедно ќе се погодиме и сигурно убаво ќе се поминеме. Така и таа е моќен женски вокал кој што нели веќе познат на естрадата. Насловот До крај на свет, со кого би оделеве ти? До крај на свет. Си размислувал ли да ја прилагодиш песната, односно насловот и текстот на себе си и својата приказна? Најчесто моите песни не се пишувани според моја моментална состојба или нешто. Во претходната песна пеам како ме остава мојата девојка. Добро, да, мислам, во некои од песните се испоставуваат како да се стварно пишувани за мене. Се надам дека оваа ќе биде таква, претходната не, така што немам до сега осмислувано, пример, ќе ја пишувам оваа песна ради тоа што ми се дешава сега. Како што кажав, во претходната пишувам пишуваат за детективска песна, јас да бидам детектив што нема никаква поврзаност со мене. Да, и самите спотови ти беа такви, некако прилагодени на текстот. Да речеме претходните, каде што имаше нели глума, реплики, како некој мини краток филм. Па во тие песни сакав да направам како краток увод, како со приказна, пошто нели голем дел од песните кои што ги слушаме во денешно време и општо треба да сватиме зашто се пее некоја од позадина испеано нешто, ова сакав да биде као стрикно да се знае и да има и приказна и точно све. Да биде конкретно. Апсолутно. И тие се поврзани. Првата песна Дај ми одговор со помина се поврзани како продолжение, како прв дел и втор дел на филм. Така да, и тогаш кажуваше дека сакаш да направиш нели делови на филм. Следно ќе биде трета дел? Па не, се мислев за следните две нешто такво да направам, али се решив да ги одвојам и да си остане тие две да си останат спешал, на некој начин специјални. Не ми одговори пред малку, со кого ви до крај на свет? Кажав ја, само ти не ме свати. А така ли? Добро. Кажав дека претходните не биле пишувани според моја лична приказна, но се надам дека оваа е. Така, добро. Значи, меѓу редови... Меѓу редови, да. Ајде, ке кажеме, за Јана е песнава. Ти кажуваш. Добро, тогаш. Нека биде јас да кажувам. А можеш ли да не откриеш накратко околу следниве песни? Дали барем, ќе бидат побрзи, подинамични или ќе има и нешто побаладично, да речеме, емотивно, побавно? Ќе бидат побрзи, исто фанк, поп, тој некој стил измешан. Една балада имам до сега и искрено не уживам многу во балади, така што сигурно и следните песни понатака ќе бидат побрзи.
Така, на настапите, што е од нас се што го изведувате, иако сум била на ваши настапи, но може би ете нешто да е сменето од тогаш, каква музика бара публиката, што е она што вие им го нудите? Па најчесто почнуваме со странски песни, англиски, нели секоја забава на почетокот додека дојдат луѓето да се видат, да се направат муабет, се уште не се спремни за нели забава. Па на почетокот почнуваме со некој странски репертоар, рок, така што потоа идеме нешто полабаво македонско, се развива свирката, ексију, српско, нели оно што е сега актуелно. Така што у глобала нашиот репертоар се седува на странски песни, македонски и ексију. Така, предпоставам ги следите, нели, реакциите на публиката, па и апсолутно, така го прилагодувате репертоарот. Знаете често да менувате, да внесувате нешто ново. Кој е главен што ги кажува оние листи на песни? Дали ти си тој во бендот што кажува или сте договарате? Па нема главен, ние сме бенд, ние сме сите заедно како е една фамилија која што нели никој на никого ништо не кажува, нели не наредува, али еве кога јас сакам да испеам некоја песна, ја предложувам таа песна, се прифаќа или не се прифаќа. Јана сака да испее некоја песна, се прифаќа или не. Пример, бубњарот бил на некоја забава или во кола додека се возел слушнал некоја песна, па му текнало да ја додадеме или слично, така што нема главен кој што вика сега ова ќе биде вака, него сите идеме заедно као да напредуваме и да градиме подобар бенд. Најчесто во Скопје настапувате или ве канати по други градови? Па да, настапуваме и во Скопје, настапуваме и во други градови. Во последен период сме почесто во МИД, тоа е еден скоро нов кафич во Дебармаало. Настапуваме во Битола, во Аурум, еден супер ресторан кај што стварно убаво се поминува. Периодов, како што кажав, апсолвентски, матури, доста сме и активирани на приватни прослави, што искрено јас лично мене повеќе ми се допаѓа, така што супер е што има повеќе приватни прослави од моја гледна точка. Дали на некој од тие приватни прославите веселби си се погодил да запееш и со таткот или со брат ти, например? Со тој дел од фамилијата? До сега не сме се погодиле, затоа што они си тераат еден стил, си имаат еден бенд, ние си тераме друг стил, друг бенд, така што до сега не сме имале прилика за такво нешто. А би сакал да се пробаш ете и со нив да Па мислам дека би ми било доста потешко, затоа што нели кога од некого си учел и некој ти бил узор, најчесто пред него е најтешко да се перформира и да се изведува. Сум го правил тој муавет со брат ми. Вика, ја можам да отсвирам најдобро на свет, вика, ама кога ќе го видам татко ми, вика, тоа е некоја не трема, страво почет, не знам како да го наречам, нешто што мислам не дека он ни прави страф на нас, али дефинитивно дека кога настапуваш пред твојот узор, дека имаш некоја позитивна трема. Може да настапуваш пред твојот најголем идол, пример, што си го следел, али пред таткот кој што те учел, е секогаш најголем товарот. Да, тогаш и да знаеш најдобро можеш нешто да сгрешиш или да не биде сема најдобар. И најсмешно е кога ќе му кажеш, абе, минатата свирка вчера, одлично свиревме без грешка, ти дојде и утнавме, и он ти века, сигурно сте отсвиреле без грешка. Ништо снимајте, па покажете му снимка дека навистина добро сте свиреле. А спомна идоли, дали може би како мал си растел со идоли? Си имал некои на кои што си се угледал пејачи, дали од кај нас или од странство? Да, дефинитивно на почеток ќе земам мојот татко за идол, мојот брат. Они се извонредни музичари кои што и пеат, и свират, и пишуваат текстови, и компонираат, се сестрани во делот на музиката, така што имам многу што да се научи од нив. Иако, еве сега и јас компонирам и сето тоа, сум навлегол повеќе во тие води, сепак секогаш има што да се научи од нив, пошто се поискусни, повозрасни, и да, ќе кажам како првични идоли, мојот брат и мојот татко. Би им дозволил можеби и тие да ти напишат, да ти искомпонираат песна?
во иднина? Апсолутно, да, имало моменти кај што брат ми ќе направи некоја песна и ќе ми рече ова е за тебе, 100% мора да ја направиш. И има некои 2-3 такви песни што стојат у фиока на некој начин, ама не им дошло ред. Така Треба ти да ги одобриш? Не, одобрени се тие, само треба да, не знам, да се сработат. Читаш ли коментари исто вака од публика, од луѓе кои што пишуваат по социјални мрежи или на YouTube? Знаат ли да те допрат, нели? Да, Без разлика, сигурно има и убави, ако понекогаш се случило и да има некој не толку добар коментар, знаело ли да те погоди? Па најчесто ние првично правиме музика за самите нас и после за другите, али апсолутно дека не додира мислењето на другите и сакаме да се допадне музиката наша на пошироката публика, така што не можеш да не прочиташ некој коментар. Ги гледаш коментарите, некој ќе ти направи да се осетиш среќен и да речеш супер сум, напредувам, браво, некој ќе ти рече нели треба повеќе или нешто и ќе те дирне. Најчесто треба да се гледаат и негативните коментари како позитивни за ние да напредуваме, така што мада и кога ќе си најдобар може да има негативни коментари, така што не треба све да се става на срце. Така, да се одбира. Или ете како што кажете или нешто, ако е позитивна критика да се примени, или не се. Имало ли нешто што си прочиталите за себе, например, што е тотално спротивно тоа што си некоја невистина? Па до сега немало нешто такво да сум прочитал на некој портал или на некој нели коментар, али секако за сите нас луѓето има некој муабет што нели е невистините, али во коментар не. Не, валјда не се осудил уште никој јавно да каже нешто што не е вистинито за мене. Да, немало нешто големо до сега што си го запомнил или што те погодило. Валјда не сум го изнервирал доволно некој. Така ли? Да, па најчесто тие хейт коментари се валјда ако некој го изнервираш или не му направиш нешто по кеф. Да, па можно е. Мислиш дека има доволно поддршка за македонски артисти? И за млади кои што и те допрва твораат, допрва се пробиваат? Или повеќе се застапени оние, како што кажат, и хейтерски коментари? Има ли? Па не дека нема поддршка, има поддршка, но сепак мислам дека фали поддршка, затоа што ние сме мала земја во која што треба самите себе да се поддржуваме, повеќе самите себе да се поддржуваме неголи околните држави кои што нели пласираат музика, не дека не треба да ги поддржуваме и да ги слушаме, но сепак мислам дека треба повеќе да си го почитуваме нашата македонска музика. Да се тргне од тука, нели? Да. Прво, за самиот крај би те прашала и дали ќе имаш време за одмор летово, како ќе го поминеш, каде, или ќе биде повеќе со свирки и со настапи? Па искрено се надевам, до сега се уште немам никаков план. Нешто правевме, некои планови со Јана, али ништо конкретно, така што ќе видиме. Ќе пуштам некој стори, ќе видате гледачите. Ќе знаеме, особено ако снимате некој спот таму. Па до сега се испоставило дека повеќето од патувањата ние и работиме, не баш одмараме. Така што може и нешто ќе се сними. Да, сигурно ќе објавите, па ќе видиме известени ако снимате и некој спот. Јас ти благодарам многу, навистина брзо ми помина времето и се надевам повторно ќе се видиме за нешто ново, како што кажа, за оние песни кои што чекаат да бидат објавени на промоцијаите да дојдеш токму во магазин. Ви благодарам на поканата и јас стварно многу си поминав и се гледаме за скоро, се надевам. Така е, драго ми е што и ти убаво си помина. Ние одиме сега со До крај на свет, новата песна на Александар Спасенцовски, премиерно, ексклузивно за прв пат во етерот на телевизија Сител во магазин. Затоа уживајте во овој нов видеозапис. Останете секако со програмата на Сител, а ние се гледаме и утре од 10 часот наутро. До гледање.